Ромите како нација без територија, историја, култура и современост во Европа и Северна Македонија. Потеклото на ромите. Хипотези. Голем број на научници се до крајот на 18 век предпоставувале дека ромите водат потекло од Египет. Некои пак велеле дека се потомци на евреите. Во голем дел од овие тези застапени се теории основани на фолклористичка основа, библиски предпоставки и друго. Факти. Поврзаноста на ромскиот јазик со хинду јазикот, меѓу првите ја истакна германскиот лингвист Кристофер Рудигер во 1782 година, а понатаму и Хајнрих Грелман, Франц Миклошич, кои преку лингвистичките истражувања докажаа дека ромите имаат потекло од Индија. Антрополошки истражувања направиле и Блуменбах, а понатаму и Коперник, кои го подкрепија индиското потекло на ромите. Ромите потекнуваат од северозападниот дел на индискиот подконтинент. Тие се индоариевска раса која во најголем дел живее во Европа. Нивната миграција започнала уште во првата половина од нашата ера, а најмасовното иселување од северот на Индија се одвивал пред околу 1 милениум за време на походите на Махмуд од империјата Газнавид. Ромите во својата прататковина се иселуваат низ различни периоди, различни групи и различни места од северозападниот дел на индискиот подконтинент и мигрираат низ различни правци на движење, што всушност придонесе и кон диверзитет во нивната понатамошна култура и идентитет. Јазикот на ромите. Јазикот кој го говорат ромите се вика ромски јазик, односно романичип, и истиот представува нивен идентитет, бидејќи е единствената книга која што тие ја понеле со себе од Индија. Ромскиот јазик припаѓа на индоаријанската група на јазици во семејството на индоевропските јазици, а го сочувал основниот лексички фонд, кој што има основа од древно индиските јазици и покажува типолошка сродност со средноиндиските и новоиндиските јазици, кои пак сите имаат основа од староиндиското писмо санскрит. Поради миграциите и долгото живење со мнозинството население, кое говорело на друг јазик, ромскиот јазик во минатото имал многу влијанија од персискиот, ерменскиот, грчкиот, турскиот и од другите јазици. Постојат две големи јазични групи на ромскиот јазик, од каде се делат на повеќе дијалекти, поддијалекти и говорни наречја. Така, ромскиот јазик може да се подели на влашка и невлашка група на дијалекти. Балканско-ромскиот јазик, како дел од невлашката група, се смета за една од поголемата група каде припаѓа и арли дијалектот, кој се употребува во Република Северна Македонија. Во 2015 година УНЕСКО го прогласил 5 ноември како Светски ден на ромскиот јазик со препорака за заштита негување на истиот. Следува споредба на неколку зборови на ромскиот со хинду јазикот со превод на македонски јазик. На македонски сон, на ромски линдра, на хинду ниндар. На македонски оган, на ромски јак, а на хинду ак. На македонски еднаш, на ромски јеквар, на хинду иквар. На македонски уста, на романи муј, а на хинду мунх. На македонски рака, на ромски муси, на хинду мути. И уште многу други зборови. Миграции на ромите. Ромите во својата прататковина се иселуваат низ различни периоди, различни групи, различни места од северозападниот дел на индискиот подконтинент. Следејќи ги јазичните остатоци, како и модификацијата на ромскиот јазик, може да се предпостави дека ромите се движеле во две групи. Северната група преку Авганистан и Иран стигнале до Ерменија, а понатаму и неколку групи преку Кавказ кон Русија, Балканскиот полуостров и Грција. Јужната група преку реките Тигар и Еуфрат тргнале кон Црно море, а другата група Сирија, а понатаму и Турција и преку Босфор стигнале до Балканскиот полуостров. Групата која тргнале преку Средоземното море стигнале до Египет и до северните делови на Африканскиот континент.
Терминот циган не е назив на ромите. Терминот цигани води потекло од старогрчкиот назив атиганос, што во превод означува недопирливи, а се однесувал на една манихејска секта од 6 век. Називот атиганои, чија подоцежна варијанта се променува во атциганои, понатаму се поврзувала со ромите кои во Византија се претпоставува дека пристигнале од 9 до 11 век. Од терминот атциганои произлегуваат и термините цигано, чингене, цигани, дзингоњер, циган, тиган, зингаро, што се користеле, а се уште се користат како назив за ромите во Европа. Зборот циган не е збор кој што потекнува од самите роми и е надвор од нивното говорно подрачје, односно од нивниот јазик. Самиот зборот циган е производ на перцепциите на другите за ромите. При употребата на терминот циган, општеството ги стереотипизира ромите и ги сведува на измамници, крадци, луѓе кои лажат, мрзеливи, валкани и друг вид на карактеристики со негативна и навредлива конотација. Терминот со кој се идентификува оваа заедница е роми или ром, што во всушност во буквален превод означува роми мануша, луѓе или ром мануш човек. Овој термин го употребувале ромите во минатото, а од 1971 година станува и официјален назив на оваа нација која што во Европа представува најголемо етничко малцинство. Дискриминација во Европа. Поради својата етничка припадност, често биле малтретирани, прогонети, робови и убивани. Во Романија од 14 до 19 век ромите биле третирани како робови. Во Германија, Рајстагот во Фрајбург во 15 век донел указ за ловење и убивање на ромите. Во Франција во 15 век биле прогонувани, затворени и убивани. А од 18 век шпанските власти имале право да ги ослепуваат и убиваат. Додека пак во кралството на Австро-Унгарија со указите на Марија Терезија им било забрането да го говорат ромскиот јазик, да стапуваат во брак, па дури и жените да забременат. Во периодот на османлиското владење направена етивка асимилација врз ромите преку даночните политики, а наведени во законот на циганите од 1530 година. Сега, иако не постојат официјални статистички податоци за ромското население во Европа, ромите представуваат најголемо етничко малцинство во Европа, каде што се претпоставува дека живеат од 12 до 15 милиони роми. Геноцидот врз ромите, Самударипен, Паројмос или Калитраш, бил планиран обид на нацистите и нивните сојузници да извршат етничко чистење врз европските роми и синти, кои биле класифицирани како непријатели на државата. Од тогаш врз ромската заедница свршеле најмасовните злосторства од асимилација до депортирање во логорите, од малтретирање и понижување до силување на жените ромки, од медицински експерименти и стерилизација до целосно истребување и убивање. Бројот на жртвите во текот на Втората светска војна се уште не е официјален и точен. Некои проценуваат дека нацистите убиле над 500.000 роми, додека ромските историчари утврдуваат бројка над 5 милиони роми, пред се поради моментот дека многу од ромите не биле наведени во официјалните германски документи, како и во документите од страна на окупаторите. Злосторствата врз ромите и синтите биле и официјално признаени во 1982 година од страна на германските власти, а во 2012 година во Берлин се отвори и меморијалниот центар на синтите и евреите, жртви на неонационализмот, каде беше присутна и германската канцеларка Ангела Меркел. 2 август е ден на ромскиот геноцид, денот кога била спроведена ликвидацијата на ромите во така наречениот цигански камп во логорот Аушвиц-Биркенау, каде биле убиени над 4300 роми,
Овој ден и официјално е прогласен за Европски ден на Холокаустот и истинитите роми од страна на Европскиот парламент во 2015 година. Ромскиот капитал во светската култура. Ромите како во Европа, така и во Балканот, но и во Северна Македонија дале значаен силен капитал во развојот на светската цивилизација преку својата особена и специфична култура. Па така, за развојот на металопреработувачката индустрија уште од давнина ромите биле најбарани и најдобри преработувачи на железото. Тие својот занет не го чувале за себе, туку го пренеле и кај друостанатите народи. Музиката е дел од нивниот идентитет и преку својот талент дале сериозен културен капитал во креирањето на музичката култура преку Пана Цинка, Елвис Присли, Джипси Кинг, Рони Вуд и други. Ромите знаеле значаен придонес и во светската филмска индустрија преку актерите и режисерите роми. Рита Хейворд, Чарли Чаплин, Јул Бринер, Майкл Кейн, Антонио Бандерас и други. Уметничките дела, Госпогиците од Авиньон и Герника се дела од ромскиот светски уметник Пабло Пикасо. Нивната снаотливост во спортот доведе успех за спортските клубови во различни дисциплини, преку Андреа Пирло, Златан Ибримович, Тајсон Фјури и други. Покрај тоа, културата на ромите и нивниот начин на живот била инспирација за книжевните светски дела на Гарсија Лорка, Александар Сергеевич Пушкин и други. Ромскиот капитал во македонската култура, во класичната музика преку Джијан Емин и Ернест Ибримовски. Во музиката Есма Реджепова, Теодосиевска, Незир Еминовски, Мухарем Сервезовски, Феруз Мустафов, Джамба Гушев, Васка Јанковска и други. Во областа на фолклорот, ромите дале сериозен капитал во развојот на македонската култура преку уметниците Идрис Идрис и Ќазим Идрис, како најдобри тапанџи во Северна Македонија кои го свиреле македонското оро тешкото во танец. Бајса Рифовски, композитор и прв инструменталист во куд танец, Джелјо Дестановски, Илми и Раим Бакин како едни од најдобрите музичари на чалгиската музика. Во филмската индустрија, ромите дале придонес во македонскиот капитал преку актерите Забит Мемедов, Бајрам Северџан, Мичо Бајрам и други. Во театарот Рахим Бурхан, Неџо Осман, Емра Куртишова, Стојановска и други. Исто така во областа на модата, преку модниот ромски дизајнер Муамет Маликовски, ромите дале сериозен придонес во македонската култура. Во спортот интересно е да се напомене дека преку атлетичарот Мемо Сулеймановски, Реджеп Реджеповски како боксер, Вели Мумин како боксер, каратистот Вели Амет и каратистот Ибраим Куртиш, овие роми дале сериозен придонес во развојот на спортот во Република Северна Македонија. Во областа на медиумите постојат роми кои што работат во македонските медиуми, како што се Сунај Сабриовски, Сали Мемет, член во управниот одбор на Сдруженијето на новинари на Република Северна Македонија. Кои се надворешните перцепции или стигми за ромите и како останатото население ги перцепира ромите? Ниво на стереотипи. Останатото население имаат стереотипи дека ромите лажат, ромите крадат, дека ромите се лошо мирисаат, ромите се бават со магија, дека се безобразни, дека се насилни, измамници и безвредни. Која е традицијата на стереотипите? Најчесто велат во устното нивно творештво: пази циганката да не дојде и да те украде, или лажеш како циган, бегај да не те урочи циганката. Која е последицата кај неромите? Тоа е дека тие имаат недоверба кон ромите, имаат обштествени предрасуди и дискриминација како и антициганизам. Која е последицата кај ромите и преку како овие стереотипи влијаат врз ромите? Тоа е да ромите имаат комплекс на помала вредност, се само изолираат и постои кај ромите етномимикрија. Ниво на воодушевување, тоа е второто ниво. Убави и заводливи, снаодливи и врвни музичари, исто така велат дека ромите се добри танцувачи, весел народ, гостопримливи, мирен, невоинствен народ, никогаш не потегнувале по војна и други стереотипи. Која е традицијата на стереотипите во устното творештво
на пример, свири ми брате цигане, циганин сам, ал најлепши, или циганите за уши ќе ги вадиме и други. Кои се последиците кај неромите? Екзибиционистички став на нивната култура, а не како културно наследство и имагинација која што не дава можност за здраво почит и ромите ги гледаат само како гласачка машинерија. Последицата кај ромите е задоволство и покрај минималната добивка, прифаќање на пасивната култура денес за денес, утре за утре. И ниво на сожалување. Сиромашни, маргинализирани, дискриминирани, социјално исклучени, живеат во субстандардни услови. Традиција на стереотипи. Од секогаш велеле дека ромите се еднаков народ како и останатите согласно Уставот на Република Северна Македонија и Македонија е пример за интеграција на ромите во Европа и друго. Последицата и продолжувањето на стереотипите кај неромите е стратегијата и акционите планови за ромите без соодветен буџет и реализација и процес на интеграција веќе 30 години. Последицата кај неромите е недоверба во државните институции и невладини организации, миграција и барање на надеж во европските држави или пак прифаќање на реалноста.